Немам кажано на никој и секогаш се прашувам дали некако само сум си крива. Јас си поминав. Не се ни свртав. Се направив како ништо не се случило. Самата помисла дека девојки прекјутеле и пострашни работи од мојот случај ме растажува многу. И повеќе не седиме на места каде што нема многу луѓе наоколу. Кетколинг, довикување по улица, свиркање од коли се толку секојдневни и нормализирани појави што не се не сеќавам на конкретни случаи. Допирање за половината кога некој поминува зад вас во барови и клубови, исто така е неизбежно и секојдневно. Се чекав со другарка на плоштад. Се симнав на југ од дрво и поминував преку ГТЦ, носев сукња и маечка по прерамке, со деколте. Кога излегов од Трговски, стигнав на плоштад, од спротивна насока наидоа група момчиња на моја возраст, а тогаш имав 16 години. Од подалеку се смееа и гледаа на кај мене. Еден од нив ме плесна по цицките на разменување, на сред плоштад. Они си поминаа, јас си поминав. Не се ни свртав. Се направив како ништо не се случило. Не се сеќавам колку години имав точно, а не е ни важно, зашто не беше ни прв, ни последен пат. Се враќав од школа со автобус и беше гужва, како и секогаш. Едва се зимаше воздух. Еден повозрасен човек буквално ми се залепи и се триеше од мене. Си викам, ај гужва е, не е намерно. Но почна и да ме допира по задникот. Мислам дека и некои од луѓето околу мене приметија, но никој не направи ништо. Испаничив и само стоев. Не можев да направам било што. Се симнав веднаш на следната станица и пешачев повеќе од пола сат до дома. Немам кажано на никој и секогаш се прашувам дали некако сама сум си крива. Ќе ја споделам најазивата. На мои 12 години ме праќа на Битпазар со соседите за да си купам тетрадки за во школа. Додека се врткав низ тезгите, возрасен маж ме следеше на секаде и додека разгледував ме допираше по бутовите и газот. Прв момент не сватив што се случува. Мислев дека има гужва и дека е случајно. Нешто на кое најмногу се сеќавам и кој ден денес ме згрозува е еден наставник од основна. Прво се сеќавам дека на цел клас не кажуваше едно хехенце виц, која жена е мажена. Таа што го грицка сладоледот, таа што го лиже или таа што го шмука. Одговорот би бил таа што има бурма на рака. По ова ни покажа 3 прсти и не праша дали знаеме кој од нив е средниот прст. Некои деца се срамеа, некои се смееа, тој дојде до мене, ми се пикна во фаца и ме праша, сакаш да ти покажам кој е средниот прст? И уште си се лутам на реакцијата поради тоа што откако сватив што ми се случува, само се залепив до соседите и им кажав дека не можам да си најдам ништо што ми се допаѓа од изборот на тетрадки. Се чудам како никој ништо не примети, ниту пак изреагира. Сите во близина слушнаа и се смееа. Јас вџашена не знам некако изреагирав. Од основно, не сум сигурна за средно, се сеќавам кога машките почна да немаваат по газ. Во нашиот случај и ние им враќавме со истото, па настануваше некоја бркотница од удирање по газ од сите страни. Никогаш не им кажав ни на моите, од што ми беше срам. Мислев дека сум го испровоцирала со кратките панталончиња. Но имаше коментари од наставниците насочени кон девојките, не е крив тој што бара, крив е тој што дава. Како знак на протест, и денес ги носам истите панталончиња. Мамо ти ебе мањачко. Нека проба некој сега да ме допре, дур ги носам. Се пронаоѓам во повеќето сценарија поврзани со вознемирување. Сум била уценувана од страна на момче кое што учеше со мене во средно. Ми се закануваше дека доколку немам сексуални односи со него, присилно ќе ме аутира, тоест ќе им каже на моите врсници дека сум трансродна жена. Јас и девојка седевме во парк, летно време беше, среде бел ден, околу 1 часот, кога ни приде еден тип во доцни 30 години и седна на клупата до нас. Да потенцирам. Ништо не правевме што би можело да го привлече вниманието. Само едноставно пиевме кафе и му обетевме. Бев во друг град каде што бев излезена во ноќен клуб. Дечкото ми пристапи и ми ја спушти маичката, при што јас го оттурнав од себе си. Почна да се извинува, но по кратко време ме дочека на излезот на клубот, при што агресивно ме тргна кон себе си и се обида да ме бакне. Но јас секако се одбранив и го турнав од себе. Следеше вистински шок. Приметив дека ни го слуша разговорот, додека рацете му се во панталони. Тогаш тивко се обидов да ја кажам на девојка ми, полека да си ги прибереме работите и да си одиме, среќа со точаци бевме дојдени. Во моментот кога двете станавме, човекот нагло се доближи, а панталоните откопчани почна да дрка пред нас. Дечкото најизменично со дланките ме удри 3-4 пати, при што паднав, а мојот другар почна да ме брани. И неколку пати. Веднаш побегна. Случајот е пријавен во полиција без никаква надеж дека правдата ќе излезе на видео, бидејќи дечкото бил син на пратеник од позната политичка партија. Извикувајќи коментари од типот лесбечи што ниедни ќе почнете да се лижете? Знам дека тоа го правите кога сте сами, дај да ве видам. Знам дека си ги триете една со друга, тоа ве пали, а? Лесбачи! Среќа бевме со точаци
и можевме лесно да му избегаме. Јас успеав да се качам на точак, ама девојка ми не успеа на време и типов ја стигна и ја задрпа за газ. Меѓутоа, не барам ништо за возврат, ниту оштета, ниту друго, само да заврши праведно и да се докаже дека има правда во нашата држава. Самата помисла дека девојки прекјутеле и пострашни работи од мојот случај ме растажува многу. Се колнам, во тој момент ми дојде таква лутина, спремна бев да се симнам од точак и да го шутнам по јајца. Ама сватив дека тоа е ужасна идеја и само двете извозевме со точаците најбрзо што можеме. Девојчето се тресеше од шок. Морав да ја смирувам и тешам после тоа. И повеќе не седиме на места каде што нема многу луѓе наоколу. Имав викната такси да си одам дома. Според политиките на такси компанијата треба да стигне порака кога самата кола ќе биде на адреса. Пораката не ми стигна, а веќе бев излезена чекајќи друго такси. Двете возила беа на истата адреса и токму поради тоа отидов на првиот и му кажав дека не ми стигнала порака и дека сум викнала друго такси. Таксистот ми го кажа следното: па такви сте вие девојките, сакате сите да ве возат. Му кажав дека не е така и дури му го покажав телефонот дека немам ништо. Во тој момент насилно ја отвори вратата и го прашав: "Што е, ке ме тепате?" И тој истиот ми одговори: "Не, ке те ебам." Истата вечер пријави во компанијата, но истиот го видов дека се уште боси. Го шетав куќето кога приметив дека еден лик ме загледува. Го игнорирав и продолжив. После 30 минути се враќав на кај дома од истото место, а тој се уште беше таму. Влезе во своето возило и ме одмина. Си реков: "Добро е, фала Курцус" и отиде. За жал, неколку метри подоле ме чекаше во грмушка. Со спуштени панталони мастурбираше и повторуваше како сака да ми сврши во уста. Рандом човек помина на улица и викнав помош. Се облече и фати магла. Му ја запамтив регистрацијата и го пријавив. Го најдоа, но никогаш не се појави на суд.